Заврши уште едно издание на стручкиот турнир. Се одигра сите надпревари, помина се во најдобар ред, задоволни од она како се траеше, како течеше во овие 5 дена. Па, сега можам да кажам дека сум задоволен, ако не и презадоволен. Све како што посакаме, мислам дека се поклопи. Пред се времето, знаеме како трнавме, колку беше лошо времето, не ни заварна ни еднаш, така да немаше потреба да влегуваме во сала. Од организацијен план сум презадоволен, секако дека имаше пропусти, али мислам дека ни се оправдуваат, пошто ни е прва година и се надеваме следните години ќе биде добро. Екипите, со самите екипи што разговарав, со самите тренери и играчи, исто и тие презадоволни, што од подлога, што од амбиент, што од смешта и све што треба. Така да мислам дека тие што треба да не пофала, не пофали. 2019 година, 47 издание. Што може да очекуваме ново во однос на она што беше година направено? Па мислам дека сакам да одам да одиме нагоре со самиот квалитет на екипите. Можеби некои ќе испаднат, некои ќе се додадат плюс по квалитетни и тоа ни е нас целта и да не продуцираме сега. Мислам дека ќе се избориме за да направиме еден награден фонд за овој турнир, да се вреднуваат прво, второ и трето место, како што добиваат пекари, да добиваат и некои финансиски средства, така да ќе се потрудиме, тоа ми е целта и се надевам дека ќе успееме во тоа и како што кажав пред некој месец, сакам сите екипи што доаѓаат на овој турнир што учествуваат, да се договориме да донесат и своји младински екипи, да направиме еден мини турнир за младинци, за кадети, за кадети ќе одбериме кој е, да учествуваат малци и младите да се осетат како дел од овој турнир. Тоа ми можело да оди денски сабајле, ова би одело навечер. Имаме ли можеби веќе некоја екипа која што се знае дека ќе игра за оваа година што од сега? Па, меот, сега со Бранко разговарав тамшек, значи те молам, сакам да ме поканиш следната година. Ова што вистина прв пат словенска екипа на стручкиот турнир, ајде да не кажем и најдобрата моментално. Човекот побара одма да биде поканен за следната година, што мое задоволство одма би го поканал, пошто знаеме која е цели, што значи во ракометов, така да со самата нивна покана уште од сега, знаеме дека ќе биде, се надевам дека ќе биде добар турнир. На вчерашните средби, па и денеска исто на финалето, трибините беа премали. Има ли шанси да се прошири за да има многу повеќе публика? Па се надеваме, вчера беше директорот на генералниот директор на Елем, кој Елем е значи кривец за оваа трибина моментално која е направена новата. Проектот е нивни и се надеваме дека од септември па најкасно и октомври ќе потпишеме договор да се продолжи со старата трибина, да се направи како што е ова новата и да се покри. Сакаме да остигнеме тоа, мислам дека ќе остигнеме до следниот турнир, али о том потом. Трибињата сигурно, ако стигнеме и за покривање, ќе биде одлично и после нема што да мислиме дали ќе заврне или све. Значи сакаме да биде пак отворено, стручкиот турнир е душата на отворено, али да имаме некоја заштита одгоре дека нема да ни врне. Благодарам многу. Благодарам што ни бевте покровител, што не покривавте во цел овој турнир. Мислам дека го одбравме најдобриот сајт и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи уште. Благодарам. Секако тренирав убаво, нека продолжи така и нека трае уште Дај многу Боже, години. дај Боже, дај Боже.